Еве ме во кујната, ова утро бидејќи јас веќе имам подготвено кафе, ќе подготвам уште едно за мојот драг колега зад камери, а во меѓувреме, бидејќи сме во кујната, ќе се вклучиме и поврземе, бидејќи стандардно нели тоа од тука го правиме во рамки на нашата рубрика Будење со наставникот, оделинскиот наставник Иле Михајловски, кој што е впрочем наставник во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Свети Николе. И веќе го имаме Иле на линија, па да посакаме добро утро и убав почеток на овој нов работен ден. Иле, како си утрова? Добро утро на тебе, Цеци, и на сите гледачи на утринската програма на телевизијата Алма. Како си, Иле, утринава? Утрово со шолја чај малку на стината, ама се држиме. Така, вообичаено е чај или сега заради настинката? Дали си љубител на кафе? Тоа ми е прашањето. Утрото ми почнува со кафе, но денес почнавме со чај. Така е, таков е периодот и верувам дека нема некој кој што нели не го искуси на своја кожа вирусот, грипот и така натаму, но да трае пократко и што побрзо да поминува, така велиме. Така е, така. Иле, верувам како наставник дека не е проблем функционирањето во рани утрински часови. Па може ли вака пред да се префрлиме на темата Дубај и што се таму се случуваше, да ни кажеш како вообичаено функционираат твоите утра со оглед на тоа што нели си наставник и претпоставам кога си прва смена на работа, можеби е малку поскратено утрото за тебе, за разлика од нели кога си втора смена и кога можеби малку повеќе можеш да поуживаш во мирот кој што го носи едно утро. Так. Спокоја. Так. Вижте вака, бидејќи во јас како оделенски наставник честопати почесто сум втора смена како прва, така да сум повеќе ноќна птица од колку утринска. Но утрото како такво првично задолжително ќе започне со 2 чаши вода, со кафе, со подготовки за она што значи работен ден како таков. Така да секој утро е приказна сама за себе, генерално. Така е. Остануваш на едно кафе во текот на денот или за да се преброди се што треба? Човек сум кој што да текот на денот го поминува со 2-3 кафења, генерално. Поуживам во вкусот на кафето. Иако во зиме генерално исклучително многу пијам и чај. Но кафе си е кафе, се сложуваме, мислам, тука на оваа тема. Така е, Иле. Ајде вака сега пред малку на почетокот од емисијата споделив дека нели пред извесен период, од прилика месец и половина, можеби ти имавме тука во студиото, бидејќи навистина одекна во медиумите во Македонија дека ти си еден од 50 финалисти на глобално ниво или на светско ниво кој што беше номиниран нели за наградата за најдобар наставник на светско ниво и централниот или главен настан се одржуваше во Дубај. Па може ли да ни сподели со оглед на тоа што пред само некој ден или се врати од таму, како и што се случуваше токму во Дубај? Какви се импресиите? Генерално сите топ 50 финалисти минатиот понеделник тргнавме во Дубај. Јас се вратив во петокот. Главните настани се случуваа на 11 и 12 февруари по агендата за целиот настан направен од страна на Варке фондацијата во одбележувањето на таа Global Teacher Prize. 11 февруари, првиот ден, беше во целост исполнет во одбележување на настанот наречен Spark од нивна страна. Настан кој што опфаќаше посета на Американската академија во Дубај, Велингтон училиштата во Дубај и Games Education, во која што имаше пленарни средби, имаше гости од секаде представници од светот кои што држеа пленарни средби, дискусии кои што тековно го засегнуваат образованието во светски глобални рамки. Денот беше до секунда исполнети првиот и вториот ден. По завршувањето на тие пленарни средби, запознавањето со работата на училиштата и академијата во која што бевме, се вративме во хотелот, имавме само 1 час да се подготвиме за свечената гала вечер. На таа гала вечера беа присутни, ајде да кажеме, ти го викаат владетелот на Дубај,
по-англиски, ние да го кажеме председателот како таков. А, беше она што наликуваше на она што беше најавено форма на наставнички оскари. По свеченоста се одржуваше во еден од хотелите на островите Палма во Дубај, со дрескод адекватен за таков настан. Имаше околу 200 гости во кои што имаше представници на нивни телевизии, фотографи. Присутни бевме сите топ 50 финалисти, каде што на самата сцена во хотелот беа прогласени, односно запознаени оние топ 10, од кои што после 2 дена се прогласи победникот. Неверојатно животно искуство. Оно што многу радува е што се запознавме со меѓусебно сите топ 50 финалисти. На самите 2 дена беа присутни и веќе неколку претходни победници низ минатите години, значи беше сестра Зеф од Пакистан, беше присутна Маги Макдоналдс, која што е победничка 2017 од Канада. Така да она што во целина... Кој годинава ја понесе наградата? Од која земја беше наставникот? Годинава победник на Global Teacher Prize е прогласен Мансур Ал Мансур од Саудиска Арабија, кој што за прв пат оваа година, значи ова не беше случај, минатите години беше прогласен, требаше на 12, но поради одредени технички причини, барем така ни беше предочено, дента на 13 февруари, кога ни сите заминувавме, останаа сите топ 10 финалисти 2 дена повеќе, затоа што оваа година, за разлика од претходните, победникот беше прогласен на светскиот глобален самит кој што се одржуваше во Дубај. Да, верувам за тебе едно неповторливо, неверојатно искуство кое што животно ќе се памети целиот живот. Колку ова ќе ја промени понатаму твојата и така веќе богата 3-децениска кариера во поглед на образованието кај нас? Оствари ли некои нови контакти кои што можеби во иднина ќе значат и нови проекти? Па видите, она што можеме нашата јавност не го знае, е потребно да го кажам, дека сите топ 50 финалисти, јас генерално од веќе собраните импресии се чувствувам внатрешно во душа како победник. Најмногу од причината што сите топ 50 финалисти секоја година стануваат официјални амбасадори на Варки фондацијата. За нас приказната допрва почнува. Освен што се запознав со сите топ 50 финалисти од оваа година, беа присутни и други финалисти од претходните години, што значи се случи некоја почетно вмрежување на наставници од целиот свет, а она што за мене како топ 50 финалисти останатите и како амбасадори на Варки фондацијата, значи во текот на оваа година и секоја следна вклучување на активности на светско ниво, што значи те повикува самата Варки фондација да бидеш присутен во секој ќоше или во секој агол од светов како едукатор, како наставник кој што има што да каже, што има што да пренесе, она што низ годините како багаж го стекнувал, е вредно за да биде представено во други земји, го вклучуваат како таков, така да ова е можеби една од најубавите работи која што допрева следи за секој од нас. Така е, Иле, многу убаво сподели, а јас некаде кон крајот би цитирала дел од твоите изјави изминатиот период, бидејќи на вистина во медиумите и во јавноста доби огромна поддршка и од јавните личности и генерално од медиумите за тоа што го правиш, што го креираш секојдневно за твојата работа со деца, па така ќе некако се одјавиме, бидејќи имаш изјавено дека ова што всушност го работиш не е работа, туку е една твоја мисија животна и веројатно ќе продолжиш во таа насока да зад себе оставаш здрави, образовани генерации на кои што верувам дека ќе бидеш многу горд. Така, ова е само поттик за нешто повеќе од мене. Така, Иле. Благодарам многу за ово утринско вклучување. Те оставам да уживаш во остатокот од денот. Денеска си втора смена ми спомена. Така? Така, да. Втора смена сум. Само накратко, како беше пречекан од твоите ученици?
Со оглед на тоа дека им бев одсутен цела седмица работна, од понеделник до петок, имавме доцнење на летовите на враќање назад за Македонија. Не стаса во петокот да стасам на работа, се видов овој понеделник. Ме пречека, поубаво не можеше да биде. Трето деленцице има прв час со наставничката по англиски, јас почнував од втор. Ми најави колешката, ми рече, вашите ученици го очекуваат. Успеале да си направат своји изработки кои што сите ги излепиле на училишната табла и тоа беа пораки на тоа колку им недостасуваш, колку се горди со тоа што како тие успеале да го доживеат моментот на тоа дека нивниот наставник е топ 50 финалист, па дури имаш и срценца во која што пишуваше како си помина во Дубај. Мислам, тоа е едно искрено и детско давање на љубов, неизмерно, што мене едноставно вистина дека ми фалеа како такви и се докажа таа енергија, се здушевме сите, се изгушкавме и почнавме со работа. Мислам, поубав пречек и не може да има. Апсолутно. Само уште еден показател дека си на правото место и со правилната мисија, која што треба и понатаму да продолжиш да ја остваруваш. Иле, огромна благодарност. Нашиот тим продолжува и понатаму да те поддржува и следи во активностите и се разбира, ќе се гледаме и дружиме само да споделуваме убави работи. Благодарности на вас за медиумската поддршка. Јас како топ 50 финалист ми се чини за една мала земја шака толкава и ја добив најголемата можна медиумска поддршка како таква. Моje е само да бидам дупло повеќе мотивирана да продолжам уште повеќе со она што го работам. Токму така. Благодарам на поканата, поздрав за сите гледачи на утринската програма на телевизија Телма и се гледаме и се слушаме со некои нови успеси во идеја. Така е. Голем поздрав и навистина посакуваме да имаш убав ден, да уживаш во остатокот од овој 20 февруари.